Синдикатот за образование и култура не прифаќа платите во овој сектор наместо во септември да бидат покачени дури во март идната година. Изјави за телевизија Стар председателот Јаким Неделков, објаснувајќи зошто. Од причина што ние имаме побарување што се темели врз основа на закон за минимална плата и колективен договор за основно и средно образование. Тоа значи во рок од 6 месеци од кога се носи минималната плата, тоа е месец март, од март заклучно крајен рок се 6 месеци, тоа значи септември, треба да се согласат платите во основно и средно образование согласно порастот на минималната плата. Ние тоа го бараме, тоа се темели реков закон, врз основа на закон и колективен договор, и од таа причина ние не согласуваме дури 2025 година март месец да биде согласување, кога и редовно согласно општиот колективен договор треба повторно да има согласување. Дали Сонке затечен и изненаден од изјавата на министерката Јаневска на оваа тема? Изненадени. Ние имавме претходно разговори и нас ни беше кажано дека ова фискална година многу тешко може да се изнајдат средства затоа што затекнале буџет така како што затекнале и дека пари нема. Тоа е нивниот став и нивното кажување. Нашето е повторно закон и колективен договор. Значи јас еви да се согласам дека буџетот е таков, меѓутоа се планираше и еве во тек е фаза на усвојување на ребаланс на буџет, па веројатно можело да се најде средства како приоритет за дејност на образование да се одвојат средства. Кои се сега синдикалните планови? Па планирам наредниве денови да се сретнеме повторно, да разговараме, да изнајдеме начини да се надмине оваа ситуација, каде што прво нема пари, од нивна страна, од наша страна мора да најдат пари. Така да мораме да изнајдеме решение и јас се вчера изјавив некаде крајниот рок би бил до 15 септември, кога може ние да се обидуваме да најдеме решение. Во спротивно? Во спротивно тогаш ќе седнеме Советот на СОН, ќе расправа по дадената ситуација, ќе направи процена и видиме евентуално во меѓувреме ако имаме некаква друга алтернатива или понуда, ќе расправаме, па тогаш ќе носиме одлука.